Во услови на вонредна состојба и забрани за движење поради коронавирусот, зачестува појавата на семејно насилство на гостиварското подрачје. Стресот е голем, а нетрпението и нервозите во домот ескалираат. Социјалните служби потврдуваат дека изминатите месец дена има зголемен број на пријавувања на малтретирање во кругот на семејството. Нивните тимови работеле со десетина жртви. Во најголемиот дел од случаите станува збор за брачни или партнерски заедници, каде проблемот го имало и порано, но сега е засилен со оглед дека луѓето се затворени во домовите и не смеат да излегуваат долги периоди. По повеќето случаи тлеело и досега тоа. Мислиме ние као стручен тим, ние имаме стручен колегиум секој понеделник и кажуваме за сите предмети за тоа. А сега ми се чини постојано што се заедно тоа избувнало, излегува на површина. А иначе не е нешто ново сега појавено, ми се чини како проблем. Тлеело во семејството и сега во овие моменти повеќе се заедно и така. И педагог, и психолог, и социјален работник, и правник, доколку има потреба да се поднесе пријава во суд и така. Жртвите на семејно насилство може непречено да се движат до најблиската полициска станица за да го пријават случајот и во време на полициски час, и за тоа не им е потребна посебна дозвола. Било која форма на семејно насилство или насилство од партнер може да се пријави и на 192 и преку СОС линиите 141 700. Проблемот е актуелен и на глобално ниво и за него деновиве предупреди и генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Многу жени и девојчиња се изложени на најголем ризик онаму каде што треба да бидат најбезбедни, во нивните домови, нагласи тој, повикувајќи ги владите ширум светот да обезбедат континуирано гонење на насилниците, да воспостават кризни системи во аптеките и продавниците и да ги прогласат за солништата за основна услуга.